Духови, толосоми, самовили вампири, ѓаволи и други адски суштества шетаат низ битово. Дел од објектите за кои се верува дека има духови се на широк сокак во стројот центар на битово. Проколнатите куќи ги дели само еден зид од најатрактивните битовски кафолиња. Во нив играта пука секоја вечер, а никој не се сомнева дека само на чекор до нив надземни суштества имаат свој сопствен пир. Една од оние проколнати е и двокатната зграда, која се наоѓа веднаш спроти градската кафеана на хотелот Епинал. Или поточно, објектот што граничи со архитектонската убавина, на која битолчани редат романтични приказни дека во неа живее убавата битолчанка Елени Каринте, големата љубов на питомецот Кемал Ататурк, творецот на модерната Турција. Во спорната зграда никој не останал повеќе од неколку дена. Барем вака раскажуваат жители на широк сокак. Крцкање, необични звуци, тропање и кој знае какви нестрашни нешта се случувале таму. Други пак не веруваат во духови во ваквите озборувања. Тие велат дека станот е во сопственост на една богата битолска фамилија, која поради големиот имот не стасала и овој стан да го реновира и да го користи. Но сепак останува прашањето зошто еден од поатрактивните објекти на широк сокак би изјаел празен со децении. Во изминатите години се реконструираа фасадите на сите објекти на широк сокак. Единствено оваа фасада е без лик. На неа се забележуваат обиди за реновирање и доградување, но се уште стои малтерот. Приказните на битолчани дека во зградата живеат вампири и самовили не ги остава рамнодушни ниту помалите. Мајка на 7 одделенка вели дека соучениците на нејзината ќерка, понесени од фантазијата, веќе подолго време се подготвувале да влезат во зградата и да се соочат со духовите. Веќе неколку пати ја одвраќам ќерка ми од намерата со своите соученици да влезе во зградата. Ја уверувам дека таму нема никакви духови, дека се тоа се само приказни, но деца како деца. Од она што ќе го гледаат на телевизија се снимаат самите филмови, вели родителот. Битолчанец кој се занимава со екзорцизам и кој ја усовршувал својата специјалност низ белиот свет цели 3 децении, вели дека такви проколнати куќи има уште неколку, и тоа во стројот центар на Битола. Една од куќите се наоѓа кај познатата Аргирица, втората е наспроти една од црквите во градот. Во некој од нив бил повикан да ги избрка духовите. Тврди дека успеал и оти сопствениците сега мирно спијат. Прашан зошто тие надприродни сили се вселиле во куќите, тој вели дека причините се разни, но најчесто станува збор за ужаси кои некогаш таму се случувале или за надприродна емотивна врска меѓу почината личност и некој нејзин близок човек. Па живиот никако не го остава духот на мртвиот да се замине. Во една таква куќа, вели тој, се случувале колежи за време на Илинда. Битолчани веруваат дека еден од проколнатите објекти сега е наменет за хотел. Наводно, пред 60 години во будрумите на објектот биле мачени сите оние кои што мислеле спротивно на тогашниот систем. Вистина или лага од страв, суеверие или пак некои други причини, сепак најголем дел од овие куќи и објекти во градот и натаму се празни. Оставени на забот на времето, иако површината на објектите и локацијата каде што се наоѓаат се исклучително атрактивни. За повеќе вакви видеа, за следете на, оставете лајк и коментар. Поздрав!